Амнестијата или помилувањето пред се амнестијата се случува и може да се случи заради различни причини. Правни причини, хуманистички причини или едноставно имате простување и од политички причини. Тоа е она што сметам дека во овој момент се случува. Заради состојбата во општеството, заради интересите на државата и одредени политички партии, може да дојде до една таква одлука. И знаете што? Тоа е акт на политичка мудрост. Заради тоа што сите сме сведоци што и како се случуваше. И јас ова барем од она што се пласира во медиумите како информации, прв слушнав и разбрав дека е премиерот кој што повика на подавање рака и на помирување. Верувајте, тоа е еден човечки гест. И доколку се изнајде модус и начин како тоа да се направи, би било веројатно соодветно. Јас добивам впечаток од она што го кажува професорката дека се дава некаков си политички конотизам на сето ова. Јас тоа не можам да го прифатам така. Мојот став, уште од самиот почеток, уште од настанувањето на настаните од 27 април, да се разбереме, јас сум исто така против секакво насилие, ниту го оправдувам, ниту го дозволувам, напротив го осудувам. Меѓутоа, говорејќи сега во еден друг контекст, овдека, затоа јас ги кажувам од аспект на правно гледиште, што и како може да се случува. Понатаму, во делот и на самата таа амнестија, значи, видете, вие имате меѓу оние луѓе таму, барем она што јас го слушам, еве да кажам, на паузите, помеѓу обвинетите и така натаму во судската сала. Па не значи дека сите ја прифаќаат таа амнестија. Има дел од тие обвинети лица кои што велат дека сакаат да ја докажат својата невиност. Значи, не значи дека ова адхок се прифаќа и готово ова е начин за не знам што. Затоа ги кажувам само аргументите за против носењето на... Кажете ми вашиот клиент